Почитувани сограѓани, како што ви ветивме, будно ја следиме работата на локалната самоуправа и градоначалникот Илија Јовановски и ќе ве подсетуваме на нивните нереализирани проекти, предизборни лаги и манипулации. Оваа пресконференција ќе започнам со цитирање на една медиумска изјава дадена пред неколку месеци од страна на градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, а во врска со ромската населба Три Багреви. Цитирам: "Она што прво ќе го направиме, и тоа во рок од 2 месеца, е што ќе обезбедиме електрична енергија за жителите од населбата Три Багреви. Ќе го направиме и патот до населбата, а за скоро време ќе го решиме и проблемот со водоснабдувањето, односно ќе обезбедиме здрава и чиста вода за секое семејство." Ова изјава градоначалникот ја даде во присуство на министерот Самка Ибраимовски. Во медиумите е објавен и текст во кој се истакнува дека министерот Ибраимовски вели дека од градоначалникот на Прилеп добил уверување дека најдоцна до 31.12.2017 година ќе биде поставена нова трафостаница, а ќе биде изграден и пристапниот пат до населбата Три Багреви. Но за жал, поминаа повеќе од 2 месеци од ова дадено ветување, а нема ништо нити од започнување и негова реализација, ни од нова трафостаница, ни завршување, ни почнување на некој дел од проектот. Веднаш по овие изјави, Јовановски и Ибраимовски, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН реагиравме и кажавме дека ова е само една лага и дека ништо од ветуваното нема да биде реализирано. Лага број 2. Првиот ден од стапувањето на функцијата на градоначалник Илија Јовановски ги повика сите глумци и вработени во театарот во Прилеп и изјави дека тој ќе изгради нов театар. Почитувани сограѓани и театарски работници, градоначалникот нема намера да изгради ни театар, ниту пак било кој друг проект кој го ветуваше пред изборите. Не за изградба, ами во новиот буџет за оваа година нема предвидено ниту еден денар средства ниту за проект, а не за изградба на театар. Почитувани, од завршувањето на локалните избори и од денот кога СДС ја води локалната власт во Прилеп, веќе изминуваат 4 месеци. Доволно време кој политичкиот противник и граѓаните треба да ги дадат на една нова власт, за да може да покаже дали сака да работи во интерес на граѓаните и дали ќе започне со предизборните ветувања, односно со нивно исполнување. Во овие месеци на неколку пати укажавме на кршењето на законите од страна на актуелната локална власт, начело со градоначалникот Јовановски, на тоа дека лагите кои ги ветуваа во предизборието треба да започнат да ги реализираат со надеж дека ќе им проработи свеста и совеста. Затоа што не им проработува ниту свеста, ниту совеста, ќе започнеме со откривање на сите незаконити дејствија направени од страна на СДС во Прилеп и градоначалникот Јовановски. Тоа го заслужуваат да го знаат граѓаните на Прилеп, а особено тие кои веруваа во лажните ветувања на СДС.